Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на подкастот на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. Јас, Ивана Јанковска, ќе бидам вашиот домаќин во подкастот, каде што ќе се одговорат многу прашања. Факторите на животниот стил, како што се пушењето, исхраната и вежбањето, влијаат на ризикот од добивање мултипла склероза, но исто така можат да влијаат и на тоа како болеста напредува. Покрај редовните контроли и вежбањето, здравата исхрана е значаен дел од зачувувањето на здравието за луѓето кои живеат со мултипла склероза. Тема на денешниот разговор е здравата исхрана при мултипла склероза, а наша гостинка е Цвета Динева, сертифициран нутриционист и автор на прирачникот за здрава исхрана при мултипла склероза. Зошто глутенот важи за еден од најголемите причинители кога станува збор за влошување на состојбата? Така е. Не само ке мултипла, ке многу. Целијакијата нели е болест што типична за оние што имаат комплет, немаат ензимски статус за да се преработи глутенот. Ние сме предозирани со глутен веќе неколку децении наназад. Што тоа значи? Глутенот го нема само во храна, во левот и во тестата. Не. За жал глутен ставаат и во јогуртот за да го згуснат. Во сите оние нешта, сладки, солени, кетчапи, мечапи, секаде има глутен да даде густина. Ензими за глутен сме ги изгубиле страшно многу со децении наназад затоа што е префорсирана таа храна. Храната кога ќе ја земам јас преку уста, јас морам да имам соодветна машинерија која ќе ја разработи таа храна. Ние, бидејќи премногу конзумираме глутен, да не сме свесни за тоа, значи пченицата е главен носач на глутен. Прво да кажам каде ја има. Значи во житата има, на друго место нема. Па кога ќе се види некој масло, па вика без глутен, мислам смешна работа. Во кое масло има во глутен? Во ниедно нема глутен. Значи, каде има глутен? Имаме пченицата број 1, па било да е и интегрална, да не зборам она обелена што нема пошто нема ништо фактички, само глутен е, лепак. Ржот има, јачменот има, овесот има, што се повеќе од овесни снегулки, не знам што, катастрофа. Значи, сите житарки, освен следниве сега што ќе ги набројам, немаат глутен. Оризот нема глутен, пченката нема глутен, ама има омега-6 многу, па затоа при мултипла склероза јас лично не ја препорачувам, не само јас и оние еминентни имиња што ги спомнав. Значи ова сега што го кажувате фактички глутени кои треба да се конзумираат и глутени кои нема глутен. Нема воопшто, значи глутен има, значи се повеќе пише глутен фри. Така. Значи нема глутен. Тоа не значи дека треба јас да го користам ако има други некои емулгатори што не се во ред. Да се разбереме. Сега зборувам по природа на нешта. Категорија житарки која има глутен, ке повторам, е пченицата, рж, јачмен, овес, хмелјот, пивото кое се прави нели од хмелјот има глутен и се што се прави на база на овие житарки содржи глутен. И тоа чао пријатно на тие што имаат МС. Зошто? Затоа што немаат ензимен статус да преработат. А кои се житарки што може да ги да се конзумираат при МС, а немаат глутен, тоа се пред се оризот како огромна категорија на житарка во цел свет најкористена, како да кажам, просото феномен на природата, ќе кажам зошто, хелдата која што е во Русија, Полска, Чешка, Словенија, ајде ја викаат, најприсутна житарка безглутенска, киноата која што Светска здравствена организација 2016 ја прогласи киноата за најхрана за човековиот род. И има зошто. Значи и таа нема глутен, амарантото ние ситни зрнца што се и тие немаат. Значи 5 житарки ги набројав кои што немаат глутен и пченката е тука, ама пченката реков заради присуство премногу, прво и ГМО е многу, генетски модифицирана, друго содржи премногу омега-6 и заради тој момент би рекла малку да се дистанцира. Значи, житарките се тие што имаат глутен и се што е на нивна основа направено.
а другите немаат, мешунките немаат, кртоластите, да не ги набројам. Значи едноставно категорија житарки ги кажав кои се имаат глутен и тие треба да се исклучат при МС или евентуално во некои мали дози од време на време, затоа што имаме лебови кои се прават на база на ртени зрна. Кога рти зрното, значи го троши глутенот како храна. И значи нивото на глутен во тие лебови направени од ртени зрна е на едно многу пониско ниво. Тоа сакам да кажам. Благодарам. Исто така препорачувате од исхрана да се исклучат млекото и млечните производи, месото и месните продукти. Тоа ве слушнав и претходно, кажав дека ќе дојдеме и до тие прашања. Зошто? Зошто треба се тоа да си... Значи, вака сега, млекото и млечите ми се како да кажам, жешка точка за разговор. Имам реакции тука кога ќе па како баба ми израсна на млеко, па не знам живееше. Не само млеко, сите млечни производи. Да, кога зборувам млеко, подразбирам млечни производи, да. Прво и основно науката докажа дека млечните протеини, казеинот, што се содржи како главна протеинска состојка во млекото е апсолутно непреработлив во нашиот организам. Посебно кај тие што имаат одредени диагнози, како што е, меѓу другото, и мултипла склероза. Значи, тој казеин е протеин од кој се прави најсилен лепак за дрво. Значи, цистерни млеко од крава се носат во фабрика за производство на лепак. Чисто да визуализирате што е тоа. Ренинот е тој во организмот ензим што треба го преработи казинот. Го нема. Го имаме на минимално ниво. Немаме лактаза за лактозниот шеќер што се содржи во во млекото. Лактазата ја губиме многу брзо, ја имаат бебињата дури ги дои мајката. Тоа е друго млеко. Тука веќе не чепкаме. Мајчино млеко е соодветно со ниво на казеин, со ниво на лактоза, се си е соодветно кога го дои бебето. Преоѓање на кравјо млеко, фатални грешки се прават. И од кој аспект? Значи, од природен аспект, како што реков, ги губиме ензимите, затоа што предозираност со млеко сите години наназад. Голема приказна за млекото, веќе, значи, тоа ми е најонака точка, што да кажам. Затоа што јас настрадав од сирење. До пред 23 години јас не знам дека мене ме убива сирењето. Сега сакам дополнително да прашам за јогурт, сирење и другите млечни производи. Не сум конзумирала, ама сирењето си го обожавам. Значи, мене ке ме докрајчеше буквално сирењето и не бе влезена во возот. Не пие вода доволно и не јадев свежо овошје доволно, само салатите ми беа редовен програм присутни. Значи, казинот и лактозата се оние што го прават главниот проблем. А ете како гипутерот што е екстрахиран, од него се екстрахирани овие две компоненти, останува како здрава, прочистена маснотија ги, што значи сила. Тоа е веќе, значи, нешто за кое не треба да имаме некои ензими во нашето тело. Тоа самото си чисти во нашето тело. Има некои работи, како што е гипутерот, просото, спомнав дека е феномен. Зошто е феномен? Просото на храна за канаринци со подценување. Тоа просо, единствено, по термичка обработка, над 42 степени Целзиусови, си го задржува алкалниот pH фактор. А секоја друга храна со термичка обработка над 42 степени станува од алкален добива кисел pH фактор. И сега просото, значи, е алкална храна и по термичка обработка и треба да се користи малку почесто. Па затоа јас го препорачувам и просото и хејдата како додатоци во сите варива или како посебно каша од просо, во солена, во сладка варијанта и така натаму. Значи, подалеку од млекото и млечните производи, мој совет за сите со оние што имаат мултипла склероза, затоа што денешното млеко се добива од крави, кои што се товени со што? Со хормони, премногу ксеноестрогени. Бидејќи има ксеноестрогени, создава мастит, гној, па и даваат антибиотици на јадна крава.
Па денешно време млекото има 75-та генерација на антибиотици. Па механичко нели се молзе. Па се оштетува вимето на кравата, истекува крв од крава која тежи 700-800 килограми и истекува и гној. И сега ти во тоа литро млеко што имаш? Имаш прво и основно сигурно пестициди, затоа што пченката што и се дава сојата на кравата, дури и рибино брашно и се дава на што е надвор од секоја памет на тревопасец да му дадеш храна од животинско потекло, но тоа е приказна плюс. И што добиваш ти во на млеко тоа литерско? Што се вика тетра, пака не е тетра, туку е брик пакување, тетра е ова. Мешавина од се. Значи, добиваш the deadly poison. Смртоносен отров добиваш. Подалеку, дури и да има крава природна да дава млеко, единствено што препорачувам од млечни производи тоа е сурутката. Зошто сурутката и гипотерот? Зошто сурутката? Тоа е најевтино нешто и тоа повеќе козја сурутка, нека ја биде и кравја. Зошто сурутката пак нема лактоза, нема казин, има протеини еквивалентни на оние што се вградуваат аминокиселини во мускулната маса кај нас. И плюс има силимарин, кој што го чисти црниот дроб, и ако нешто речам може од таа категорија, тоа е гипутер и тоа е сурутка. Како нешто здраво, како нешто што ги храни нашите добри бактерии во цревата. Приказната тргнува од цревата. Приказната тргнува од добрите бактерии што ни се наоѓаат во дебелото црево. Тука се продуцира и B12 кој е нонстоп во дефицит кај мултипла склероза. Од страна на добрите бактерии. К-витамин се продуцира, невротрансмитери, како што кажам, серотонини, допамини, ендорфини се продуцираат во дебелото црево. А ние мислиме тоа е дризла. Само отпадоци се собираат што треба да ги сврме, не. Значи, како го храниме дебелото црево? Така ќе имаме состојба добра или лоша при МС или при било која друга болест. А сето тоа зависи од она што ќе ставам во устата. Значи, не знам, толку може да се подобри состојба, па не знам колку и да е тешка. Меѓутоа, најтешкото нешто е да се променат навиките. Најтешко е да се излезе од зона на комфорт, од нездравата исхрана, затоа што создала зависност. Има луѓе што, нели, се наркомани, многу пушачи, страствени пушачи, алкохоличари, зависници. Меѓутоа, зависност од храната треба тогаш да се едноставно да се формулира како болест. Дефинитивно како болест, затоа што не само што прави ршум во телото, во умот прави, во емоциите. Пред Христа постои запис и стои во тој запис вака пишува. Нашето тело е храм. Секој храм се потпира на два столба, така, црквите, синагоги, џаби и сите, така. Вика, наше тело е храм, се потпира на два столба. Левиот столб му носи живот на радост, а десниот стабилност. Левиот столб што дава живот на радост на моето тело е овошјето, а десниот што ми дава стабилност е зеленчук. Дури ни житарките не се спомнати. Значи, човек може цел живот во возот да живее. Вода, овошје, зеленчук. Под овошје подразбирам, не само свежо овошје. И урмите, значи, оние и суво овошје, суви смокви, суво грозје, и јаткасто овошје, бадеми, лешници, ореви, индиски ореви, бразилски ореви, да не ги набројувам. И така натаму. Колку е тоа едноставно. Колку е едноставно човек малку само да си рече, сега на вистина ќе пресечам 6 недели, ќе се хранам без млеко и млечни, без месо и сувомеслати, веќе сувомеслатите не сакам ни да ги набројувам. Затоа што има протоколи само со месо. Доктор Уалс оди на изнутрици и месо и има резултати. Не велам дека не. Меѓутоа, свенк, желинек, сепак ги сметам за соодветни. Зошто? Затоа што нивните истражувања се со децении, а не се индивидуални. На многу луѓе истражувано. И моето маленкост, 23 години работа, ми покажа дека
Јас пак ќе кажам, до ден денес имам членови со МС. Еве сега јас, дали сме Амана да ја спомнам една од нив е. Ана ги почитуваше уште како девојка доаѓаше кај мене. Па бремено остана, роди синче, кој што возрастно веќе и се справи со сите, со учење, со спремање на испити, магистериум и така натаму. И имаше многу подобрување и се зависи ова овде како ќе ги свати нештата. Ако си го земеш тоа како лајфстайл и ти си дел од тој лајфстайл, и тогаш ќе си живееш и со МС, и со лупус, и со реуматоиден артрит, кој што го имам јас како диагноза. Значи, јас имам реуматоиден артрит диагноза. Каде е? Јас не го гледам. Тука е тој. Ке си покаже рогови ако не сум во возот. Ке си покаже рогови. А сум постара за 23 години. Значи, треба на вистина да почитуваме она што ни е дадено при нашето создавање, па сакаш кажи природата, сакаш кажи Бог, зависи кој во што верува, нешто што ќе не држи во добра синергија, тело, ум, емоции, е она за кој ние ќе дадаме придонес со нашето однесување кон природата. Ќе се трудам на дневно ниво да бидам присутна во дружба со водата, свежото овошје, свежиот зеленчук, да нешто се раздвижам лево-десно, да не бидам цело време во седечка положба, да творам нешто што ќе ме прави среќна, утре се кој ќе става и што фино ова го направив ово. Значи позитивни мисли да развиваме, да легнуваме бре луѓе на време. Па не може бре организмот веќе да ги истрпи овие тортури и се явуваат болести и на ниски возрастни граници. И ќе се явуваат се повеќе и повеќе, дури во училиштата, во предшколските установи, барем факултативно да има предмет хигиена на исхрана. Значи, каде што од мали нозе, а имаше едни моменти кога во градинките почна ова, и јас држав некои предавања, и мои колеги, колешки држаа предавања по градинките, мрдна од мртва точка тоа околу исхраната, и до моменти да детето каже не ми го пржи компирот, дај ми варен компир. Значи, во таа смисла. Така да се дури нема тоа во едукацијата, се дури на дневно ниво цело време се занимаваме со други нешта, да не знам сега, присутност по социјалните мрежи, отупување на мозокот и така, тоа веќе не сакам ни да го елаборирам. Не сакам да ме заморува на вистина. Ви благодарам, Цвета, што ја прифативте поканата да бидете гости во денешниот подкаст, каде што верувам дека успеавме да разјасниме многу дилеми, особено на луѓето кои што живеат секојдневно со оваа мултипла склероза, а вам, драги гледачи, ви благодарам што останавте до крај заедно со нас и до следно видување.